Благодарам, председателе, почитувам премиер, почитувани колеги пратеници, медиум и македонска јавност. Еве денес во Законодавниот дом по втор пат бираме влада за спроведување на изборите. И сето тоа го правиме заради стравот, заради фрустрациите и заради паниката на Социјалдемократскиот сојуз да излезе на мегдан и да се соочи со сопствениот народ. Заради паниката да излезе на избори и еднаш за секогаш да замине во политичката историја. И денес повторно слушаме кованици од еден предходен политички систем, слобода и демократија. Замислете, слобода и демократија. Денес не е никаков проблем ниту избирачкиот список, денес ги нема оние 500.000, 300.000, 100.000 фантоми, денес не е проблем контролата на медиумите, денес не е проблем ниту работењето на она неспособно специјално јавно обвинителство, во кое што ги сместивте вашите кадри од шарената револуција. Денес е проблемот вашиот страв да се соочите со народот. И ако мене лично ме прашате, јас искрено се сомневам дека на 11 декември вие ќе излезете на мегдан, дека вие ќе излезете на избори, вие повторно ќе се обидете да избегате од тие избори. Но искрено верувам во мојот собствен народ, во граѓаните на Република на Македонија. Нив до тука преку глава им е од сево ова што го правите во изминатите 2 години. Ја уназадивте Република Македонија за цели 10 години наназад. И овој народ, и овие граѓани нема да ви дозволат повторно да избегате од избори на 11 декември. Вие мора да излезете на 11 декември на избори. И вашиот аболициран лидер мора да свати дека доста е и дека дојде времето да замине онаму каде што му е местото. Дека во социјалдемократскиот систем мора да има реформи, дека мора да дојдат луѓе што сакаат и знаат да работат. Не луѓе што се користат со памфлети и со флоскули слобода и демократија. Доста е. И тоа ќе го видите на 11 декември. Ќе загубите посилно од 2014 година. И тогаш ќе се чудите што ве снашло. И тогаш нема да знаете кој пат да го фатите, драги колеги. Знаете ли зошто? Заради тоа што вие не сакате да работите. Заради тоа што вие ништо не им нудите на македонските граѓани. Заради тоа што ја рушите државата во изминатите 2 години по сите основи. Доста е. На 11 декември ве очекува најсериозниот пораз што досега што доживеале во историјата. Благодарам.